боите ги мешаме со боја. Еве вака, кој ќе биде готова, си сипува на сликата и цела боја треба да се става, да се онаѓа цела слика. И кога ќе се направи, ќе се суши со фем бојата. И после кога ќе се суши, ќе се закачи кај другите слики, што се таму готовите. Да направиме да бела позадина. Да. Се сеќаваш? Да. Се полека ќе туриш секаде помалце. Е, вака треба цела вака да се истори. Добро. Хајде се пробај да го размачкаш малце. И јас до сега имам направено 2 слики, 3. Идат на продажба. Сега ќе ги купија тие сликите и ме ли порачаат 21 слика, ќе ги зема. И кога ќе имаме настани, ги зијаме и ги продаваме ланчиња, маски, беглушки, прстени правиме. Традиционално сакаме да одбележуваме секој 8 март. Меѓу нашите корисници има и мажи и жени. И меѓутоа ние потикнуваме, нели, као женските исто така да бидат повеќе овој период и со средствата што се добиваат од продадените слики, кои што ги промовираме на веб страната, како што кажав и претходно, овозможуваме некој ситен скромен хонорар за нив, сепак да биде и тоа како за вложениот труд награда. Ние преку овој процес даваме можност секој од нив да може да се изрази со која боја сака, да може да го користи фенот, да види да излезе нешто на крај. И на крај обавезно го затвараме процесот со прашањето типот што представува ова за тебе. Така да тоа што можеби во психологијата се вика проективна техника или проектирање. И тоа возможува можеби некое емоционално процесирање на содржината што излегува од сликата. Така да знам дека многу се среќни на тоа, моментот што, нели, овозможуваме на некој начин да бидат ангажирани, да може да се изразат. И трето имаме и нешто што се појавува како емоција, на некој му наликува на море, на некој му наликува на некој човек што го знае. Окупационата терапија гледа да потикне независност кај лицата што се со попреченост, односно учиме некои животни вештини. Тоа може да е, не знам, диплење на облека, може да е миење на садови, може да е одржување лична хигиена. Тоа е еден дел, другиот дел е развивање на фина моторика, односно ние работиме и со монистра, освен што сликаме, монистрата исто така е нешто што го продаваме и го нудиме. Имаме лица со различни видови на попречености и комплексни попречености, така што не е обврзувачко доаѓањето тука, меѓутоа кога доаѓаат, добро е да бидат редовни затоа што заедно со колегата спремаме и лични планови односно нивниот развој, значи ние имаме одредени цели што сакаме да ги постигнеме и колку можеме работиме и индивидуално и групно заедно со нив. Доаѓа тука некој период, гледаме дали се вклопуваат во групата, дали може да соработуваат заедно. Обично дечките се многу добри, како што приметивте, брзо примаат нови луѓе кога доаѓаат.